Од позиција на поранешен председател на Кривичниот суд, Скопското обвинителство го обвини Владимир Панчевски. Шефот на Врховниот суд Јово Вангеловски куртули од обвинение бидејќи за него нема докази. Од 19 испрашани во обвинителството, вработени во Кривичниот, Апелацискиот Врховниот суд како и Министерството за правда, вкупно 10, обвинителството ги планира за сведоци, дознава Еден ТВ. Неофицијално ќе сведочи актуелниот председател на Кривичан Иван Џолев, вработени во судската администрација техничари. Според ОЈО, Панчевски ја злоупотребил службената положба за електронското распоредување на судските предмети, односно АКМИ системот, бидејќи влијал за доделување на предметите. Тој со писмен параф наредил распределба на предмети кај конкретни судии. Задачата усмено ја доделувал на вработени во судската писарница кои имале пристап во АКМИ системот да распоредуваат конкретни предмети меѓу судиите. Таква пракса ОЈО Скопје наведува дека имало со 2 обвиненија на специјалното обвинителство. Панчевски според обвинението на судиките Татјана Михаловска и на Лидија Петровска им ги доделил предметите насилство центар, односно тврдина 2, објави Фокус, но Џолев по промената на годишниот распоред ги смени судиите. ОЈО Скопје наведува дека и 41 обвиненија на обвинителството за организиран криминал и корупција се меѓу предметите кои Панчевски ги доделувал на рака, како и 4 предмети на Скопското обвинителство, но и по еден предмет кој доаѓал од Неготинскиот и Кумановскиот суд. Обвинителството утврди дека во периодот од 23 јануари 2013 година до 14 септември 2016 година, обвинетиот како службено лице председател на Основен суд Скопје 1 Скопје, со умисла извршил повеќе временски поврзани дејствија, што представуваат повеќекратно остварување на кривичното дело, искористувајќи ист траен однос и исти прилики со пречекорување на границите на своето службено овластување. При тоа обвинетиот потешко ги повредил правата на друг, постапувајќи спротивно на член 6 став 1, алинеја 3, 4 и 15 од Законот за управување со движење на предметите во судовите и на член 7 од Законот за судовите. Немам коментар, се останато во судска постапка. Но Скопското обвинителство неофицијално не ја планира судиката Добрила Кацарска за сведок, која неодамна за Еден ТВ раскажа како се доделувале предмети од Панчевски во Кривичан. За тоа постојат докази, каде што јасно стои по предметот да постапува судијата Добрила Кацарска, со потписот тогашниот председател на судот. Значи не еден. Такви докази постојат повеќе. И тоа не се едноставни предмети. Тоа бе тешки предмети. Но никако актуелен предмет. Да се разбереме да ги разграничиме работите. Сепак Скопскиот основен суд, од каде Панчевски сега суди на прекршочни предмети, ќе го оценува обвинението за АКМИ системите, дали да му се суди на Панчевски. Иако во извештајот Министерството за правда наведе дека 10 пати е менуван годишниот распоред на Врховниот суд, сепак председателот Вангеловски нема ниту да сведочи. Вештачењето на универзитетскиот професор покажало дека нема ништо спорно со највисокиот суд и Скопското обвинителство нема докази дека Вангеловски сторил кривично дело. Но затоа Скопското обвинителство му порачува на судскиот совет, доколку тие како на високо судско тело имаат откриено пропусти за други председатели на судовите или судии, можат да поведат постапка. Инаку за Панчевски неодамна отвори случај антикорупцијска за вработувањето на неговиот внук без оглас за местото помлад соработник во Кривичниот суд.